кој ќе бидеш пионер на некоја манифестација и ќе ја дочека 30 години, што може да се каже? Тоа е толку исполнето со разноразни ситуации, моменти, задоволства и тажни моменти, све во тие 30 години ќе се најде. Меѓутоа, најубавото ова што вечерва се случи, затоа што мислам дека успеавме на некој начин да ја задоволиме публиката со нашиот репертоар што го изготвивме специјално за Струмица, и затоа вториот дел беше посветен на струмишки автори, на музика, на текст, пејачи и така натаму. Меѓусебната соработка што имат Националната установа од Струмица и Домот на културата од Валандова покажува дека навистина ова поднебие знае да е негова музиката. Вие што би додадале во тоа? Слушај, за љубов треба двајца. И затоа Валандова и Струмица се дружат, работат, соработуваат, си помагаат еден на друг, и мислам дека тоа е најубавото од се што може да се деси во една соработка. Со Валандово знаете дека соработуваме многу години, впрочем и со други центри за култура во Републиката, меѓутоа со Валандово имаме еден посебен однос, така да и вечерва тоа се манифестира, се виде присноста, искреноста, љубовта, задоволството да се биде заедно едни помеѓу други, нели? Јас сум презадоволен, пресреќен сум што се реализира токму ова програма на ваков начин. Значи тоа беше една затворена меѓусебна дружба помеѓу двата ансамбли, помеѓу новинарите. Еве ја користам приликата посебно да се заблагодарам за вашата поддршка во текот на сите години која ја давате несебично, и без вас ни ова немаше да биде такво какво што е. Ви благодарам уште еднаш. Ве повикувам и понатаму да не поддржувате, а ние ќе се трудиме да правиме програми кои се народни, кои се од традицијата, потекнуваат од традицијата на ова поднебје, поврзано нели со новите настани како што е Валандовскиот фестивал. И еве се во се имаше една прекрасна, интимна, искрена и многу вредна вечер, уметничка вечер.